Здраво, ова е 65-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Ballad of Buster Scruggs на Джоел и Итан Коен, во кој станува збор за антолошки филм составен од 6 интригантни приказни од Дивиот Запад, предводени од две насилни и абсурдни сведоштва за препукување на распеани вообразен коцкар по име Бастер, глумен од Тим Блейк Нелсон, кој милува да се обраќа директно во камерата, и ограбувач на банка кој станува обесеник, односно Джеймс Франко, кој завршува на ортома и тоа не само еднаш. Потоа следува сурова и срцепарателна представа на тркала на хендикепиран актер, а една минималистичка приказна е наменета за ликот на Том Вејтс, кој е во потрага по злато, и наспроти неа има една елегична приказна за наместен брак од интерес при колона на мигранти, која е предолга за антологијата и прекратка за долг филм, за делото да се комплетира со доцна романтичарската приказна во Кочија, во која се возат ликови со различни убедувања покрај жнејачи на души. Во сегментите има повремени престрелки со индијанци кои се жилни за скалпирање и прикажени се и масовни сцени исполнети со статисти и интимни камерни делници, евокативни за мрачните страни на Дивиот Запад. Приказните не се хипервиникувани, доаѓаат од различни извори за адаптирање, но има некоја заемна нишка која допира до негативните човечки особини кои браќата Коени во нивните претходни филмови вешто ги исмевале со нивен циничен црн хумор. Во овој филм постмодерно си поигруваат со концепти од овој век со препознатлив елоквентен литературен говор, помешани со тропи и идиоми парадигматични за светот од минатиот век. Накратко се запознаваме со ликовите и нивните намери, пред да бидат анулирани од пресвртите, картите кои коеновците знаат неколку пати да ги одиграат, па колку и да е предвидлив нивниот блеф, сепак успеваат да се провлечат со него. Голем дел од приказните започнуваат со песна отпеана од ликовите, така што на композиторот Картер Баруел му преостанува соодветно да ја дополни атмосферата во вестерн филмот со пропратни дела на акустична гитара и да употреби оркестрација за да ги акцентира пресвртите, без разлика дали се комични или трагични. Низ антологијата забележливо е шаренило на ликови кои бараат да бидат одглумени од карактеристични актери кои приложуваат уникатни изведби со кои ги оживуваат на филмското платно. Така во филмот ќе ги погледнеме Тим Блейк Нелсон, Джеймс Франко, Лиам Нисон, Том Вејтс, Брајан Глисон, Зоe Казан, како глумат трагикомични ликови. Убавината на антологиите и омнибусите се состои во фактот што нема човек кому сите сегменти подеднакво ќе му се допаднат и нема човек кому ниту еден сегмент нема да му се издвои. Во секоја антологија се случува да имате поомилени и помалку омилени сегменти, меѓутоа антологиите речиси секогаш се успешни затоа што и да налетате на сегмент кој нема да ги добие вашите симпатии, ќе загубите 15 до 20 минути од животот пред да почне нов кој има потенцијал да ве воодушеви. На тој начин, оваа двочасовна антологија, најдолгиот филм на браќата Коен, ја задржува динамиката со тоа што има голем број на сегменти кои драстично се разликуваат еден од друг, а сепак произлегуваат од милје на вестерн филмот. Визуелниот потфат на отворањето на книгата со која се екранизираат расказите од 6 поглавја е најелоквентен показател за начинот на кој треба да се чита овој филм на вињети. Браќата Коен, препознатливи по култните The Big Lebowski, Fargo и No Country for Old Men, наредија во низа неколку невпечатливи до катастрофално лоши филмови како Hail Caesar, кој не ги не исполнуваше критериумите на видеологија и затоа не беше анализиран во емисијата. Ако мора да се направи паралела со богатото вестерн минато на браќата, тогаш мора да се напомене филмот True Grit, со кој е најблизок по афинитет овој филм, па и забележливи се неколку суптилни поистоветувања меѓу двата филма. Пред да се комплетира филмот се проширија информации дека всушност браќата иницијално работеле на ТВ серија за Netflix со оглед на фрагментираната структура на филмот и нивниот одличен замав кој го направија со ТВ серијата Fargo, но сосема оправдана е одлуката да го групираат и приложат сработеното во еден од ретките феномени наречен вестерн антологија.
Слободно може да се додаде во друштво на вестерн филмовите на Тарантино, The Sisters Brothers, Sweet Country, Mix Cutoff, Hostiles и останатите модерни вестерн филмови. Францускиот кинематограф Бруно Дел Бонел, препознатлив по соработката со Тим Бартон, ја оправдува довербата на режисерите, започната по нивниот сегмент од Париж Тем и продолжена во Inside Левин Дейвис, работејќи го првиот дигитален филм на Коеновците со помош на Ари Алекса, со која произведе неколку прекрасни широки планови на живописни локации, кои веќе се иконични за самото дело. Иако постои некаква предрасуда и страф на големите филмски студија кон модерниот феномен наречен стриминг сервис, односно магнатот Netflix, за кој е работен филмот на браќата Коен, немаше проблем да биде во главна конкуренција на Венецискиот филмски фестивал и да ја земе наградата за најдобро сценарио при тешка конкуренција. Пред да заврши на дигиталната платформа, беше прикажан на филмските фестивали во Нью Йорк, Лондон и Бусан. Оваа година има номинација за најдобро адаптирано сценарио и најдобар дизајн на костими на предстојните Оскари, па не би ме изненадило ако успее да се закити со некоја од овие признанија. Човекот има потреба од прераскажување и слушање на приказни и како што напоменува филмот, луѓето ги поврзуваат со себе си, затоа што сакаат да слушаат за себе, додека пак ликовите во приказните, колку што сме ние, толку и не сме. Се надевам дека браќата Коен ќе продолжат да ги прераскажуваат нивните вестерн лудории уште многу години во иднина и пријатно ќе не изненадат со уште некој ваков штосен проект. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Ballad of Buster Scruggs од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 65-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!